Ке ја надмине ли изградбата на најскапиот автопат во Европа, автопатот Охрид-Кичево, сумата од фантастични 600 милиони евра. Министерот за транспорт и врски Бочварски, кој лани во месец мај негираше дека автопатот поскапел и дека се потребни дополнителни средства од предвидените 598 милиони евра, сега не ја исклучува можноста без малку децениската изграда на автопатот да чини уште повеќе. Не би сакал да преюдицирам сега во овој момент, заради тоа што гледате какви се трендовите во светот и со покачувањата на цените. Имаме активни договори со изведувачите, тие договори треба секој да ги почитува. Иако и по цели 8 години и 3 продолжувања на рокот за изграда на автопатот, на кој не му се гледа крајот, ресорниот министер уверува дека истиот ќе бил готов за 1 година и оти ќе бил пуштен во употреба до крајот на 2023 година. На 57 километри од делницата Охрид-Кичево, која требаше да биде готова во 2018 година, ќе се градело интензивно, ама кога ќе се поправило времето. Некаде над 65% е прогресот на автопатот Кичево-Охрид. Сега временските услови се такви да не може да се развие голема градежна офанзива во овој дел, но важно е дека националните процедури, државните процедури кои што требаше да ги завршиме, еве ги привршуваме. За неподносливо долгата изграда на автопатот некој мора да понесе одговорност. Секој излегување на овој автопат, без оглед за какво превозно средство станува збор, е небезбедно и ризично, бидејќи самите услови на патот се ризични, потенцираат експертите. Колку и да се превземаат мерки за обележување на хоризонтална и вертикална сигнализација, патот Охрид-Кичево и тоа од самиот излез на туристичкиот центар е потполно несигурен и исклучиво опасен. Поради тоа, постојано се случуваат и сообраќајки. Механизација има, наред биле инженери и градежни компании за овој автопат да биде изграден, посочи Бочварски, кој додаде дека од 70 нови инфраструктурни проекти, 40 се однесувале на приватни земјишта, за кои, како што уверува, завршил процесот на експроприација.